Почитувани колеги риболовци, чест ми е што денес сме собрани на ова наше прекрасно езеро, на 11-тиот поред наш куп крап. Надпревар во спортски риболов, на кој денес пред се сакам да се дружиме, да се поминеме прекрасно, а за најдобрите се надевам кои ќе бидат пласирани следуваат скромни признанија и награди. 11-ти поред куп крап Радовиш или 15 години формирање на риболовниот клуб крап. Малку некој ќе рече не е многу, ама ќе кажам дека за мене е многу. Вие знаете, 15 години се трудиме да го донесеме спортскиот риболов до најмладите, до рекреативните риболовци со цел да ги научат вештините и убавините на риболовот. Нема премногу да должам, едноставно само ќе се заблагодарам на сите што сте присутни, на нашите помагатели, нашиот концесионер Мантовски крап кој ни го овозможи овој ден прекрасен да можеме да риболовиме на Мантово и ви посакувам добро дојдовте. Со ова сакам да го отворам купот и да продолжиме со извлечување на ждрепките. Бистро! Не само давам збор на главниот судија Димче Мајковски со интонирање на македонската химна. Едно мало запознавање со езерото Мантово ќе ни даде концесионерот, потоа преминуваме со правилата од нашиот главен судија Мајковски. Добро утро, добар ден на сите. Поштовани риболовци. И ви посакувам убав ден, бистро нека ви е и да бидете задоволни колку можеме. Ние потрудиме се за почеток, за прв пат, ама нема да застанеме тука. Ке тераме, додека ние мислиме и можеме, док сме мокни. Браво, браво. Вака, значи Мантово е за сите, ама не за ајдуци, апаши, шо викаме ние, за рибократци. Значи Мантово е за спортисти како вас. Спортски риболовци. И колку можем, јас трудам се, може некој ќе рече строг си, престрог си, а не се менам, таков ќе останам. Док мрдам, тај ќе сум јазика. Кој сака да биде чесен, поштен, у секој време нека дојде. А кој мислоти со превара, јас сам тука пораснал, татко ми е бил цел живот тука на оваа брана чувар и по негов, ама не сакам и јас да наследам и се борам колку можам, кој ме знае, кој го познава стариот, доста го, може некој од вас го знае,
ќе стојам на тоа, колку можам. За 25-та порибихме крап, доста имаме порибано. Имаме и голем, и мал. Крапо ми е забранен до краја на 6-ти месец. После 6-ти месец ки има право секој, ама по еден. А не по 5, по 10. Тоа одма ви кажувам да го забравите, да не планирате. И тоа неделно по еден. Кој милува, бујрам у секој време ќе биде услужен. Викендицата ми е пунто, ми е тамо, шо има зор, достапен сам 24 сата, неќем никој да штите ако загледа нешто, ако примете не спортски, нека ми се јаве, ако не преземам мерки, тогај нека ме критикува, а и секој пат примам критики. Одлично. Не бегам значи од тоа јазик. Вие сте по-искусни, по-возрастни има тука од вас и кефки ми и мило ки ми е нешто ќе ми дајате некоја исправка, ама да биде да држе место. Супер, браво. И за тоа Браво. заблагодарувам ви се. Од мене тоа е. Надеваме се дека Мантово Дозвола не на лице место, дозвола на пункт. Имам објавено, тука е на ќошите. давах до лани, реакции имам и морам да поштувам и над мене има. Сменет е законот, може да се дава и на лице место. Да. 2024 и Јас веќе одлучих оваа година известување пуштихот и на пунто. Добро. Ако. Да се Тоа си е моја одлука. Кој Браво. закон го поштувам ја, има си закони што треба да ги поштуваме, има си закони и ние сами што правиме одлуки. Што донесуваме, наши одлуки концесионерски. Не, за вие тоа претпоставувам за сите нема требни дозвола, сите се фати пушти. Не, нема без врска мора да ми се најаве да знам кој дек што е. Нормално. Работам јас на тај принцип. Значи да знам кој е. Сега знам, сега ми се чуварите сите го имам горе на уливо, чекам ме, секој ден сме дежурни да почне да излева карасо с измреста, уште не е времето, гледате, не дава, ладно е. Така е, бистро дечки. Тоа е, ништо, нека ви е бистро и да преварат. и друг пат. Така. Сега му давам збор на главниот судија, денеска кој ќе не воде и надевам се дека нема да биде престрог. Откаде е тој? Таа е битолски потекло, ама во Охрид, од Охрите. Која екипа? Од Питон. Нека се пријави. Добро утро. Подребра, диме подребра. Добро утро на сите. Драго ми е денес што ќе се дружиме. Накратко ве молам. Тишина. Тишина бе. Овие кумановци зборам. Да се слушниме, да не биде после проблеми. Прво, знаете дека е бокс систем, дека се надпреварува еден, па втор, па трет надпреварувач. Да не губиме време околу влечењето, тој што е пријавен, напишав на пријавите А, Б, В, како се пријавени, така и од именувањето. Зона А, зона Б, зона В. Следно, бројот како што е поставен, од бројот единица лови до двојка. Од двојка до тројка. Значи, секој надпреварувач има и лева и десна граница, да се знае правецот на зафрлање. Следно, она што се практикува на некои купови, да еден лови, друг му умести црви, трет му фрла храна, то овде не. Се договоривме со организаторот, не. Тој што лови, и мести црви, и фрла храна, и све работи. Позади овие можат само усмено да му кажуваат. Писмено не. Писмено не, преку пошта само. А? Време на еден такмич. Еден надпреварувач ќе лови сат и 15 минути. После тоа поминуваме и ја мериме рибата, давам сигнал. Значи, сега ќе добиете сигнал за пристап. Тоа би требало да биде негде 8-8:05 најкасно. 10 до 9 е тешка прихрана. Сат и 15 минути лови. Кој ќе свирна, завршува со ловење, става трската позади. Врвиме, мериме рибата. Свирнувам,
за тоа време може да врзвате, преврзвате сите тројца што сте во надпреварувачи. Во Да бокс. спремате приборо и слично. Чим свирнам почнува да лови. Во меѓу простор може да фрлате повремено храна. Меѓу едниот и другиот надпреварувач. Кога ќе свирнам почнува ловење. Тој што лови, работи, другите се гледа. Срамота е да се дозволи да му фрла некому храна, кога на деца до 15 години сами и вадат риба, и фрлат храна, и све прават. Има прашања? Јасно? Све. Благодарам. Сега уште едно мало внимание, извинете. Каде е единицата? Тука е, обратно го ставиме нам, од тук почна. Надвор. Димче така објасни. Сега, Па не, така се сега, поставени. сега да ви кажам, во А зона имаме одличие за прво, второ и трето, во Б зона имаме одличие за прво, второ, трето, поединечно во В зона за прво, второ и трето. Од кои првите пак ќе имат одличие, вторите второ, трето. Значи има 15 медали, верувам дека половините ќе имаме одличие. Тоа. Што не сте прави за сите? За сите. Браво, браво. Знаеш дека половина да може тројца се да земат. Што да кажа се?